За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите телешки ролат во сос. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 4 телешки шницли, 400 грама сечкани маринирани шампињони, 2 кришки леб, 2 ленти чадена сланина, 3 кисели креставички, 2 главици кромит, макдонос, 1 говедска коцка за супа, 1 морков, 2 лажици мешан зачин, 1 лажица брашно, 1 лажица сенф, 2 лажици соја сос, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 70 минути. Морковот го сечкаме на четвртинки по должина. Макдоносот ситно го сечкаме. И главиците кромит ситно ги сечкаме. Кришките леб ги сечкаме на долгнавести парчиња. Киселите креставички ги сечкаме на четвртинки по должина. Шницлите ги толчиме со чук. Потоа ја посолуваме првата шницла. Ја наросуваме со мелен црн пипер и мешан зачин. Ја премачкуваме со сенф. На средината на шницлата ставаме 1 лента чадена сланина. Врз неа ставаме сечкан кромит, парчиња кисели креставички и морков, парче леб и сечкан макдонос. Ги свиткуваме краевите на шницлата кон внатрешноста. Потоа ги толчиме со чук. Од филуваната шницла виткаме ролат. На ист начин ги подготвуваме сите шницли. Шницлите ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Откако ќе поруменат од сите страни, ги ставаме ролатите на чинија. На преостанатата мрснотија го пржиме преостанатиот исечкан кромит. Во тенџере на оган со зовриена вода ја ставаме коцката да се вари супа. Откако кромидот ќе се испржи во тавата, ги додаваме шампињоните. Откако и шампињоните ќе се запржат, го додаваме брашното. Ја наливаме супата. Промешуваме. Во тавата ги враќаме испржените ролати. Потоа го додаваме соја сосот. Додаваме мешан зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Оставаме содржината да се динста 30 на минути. Ја тргаме тавата од оган. Ги вадиме ролатите од тавата. Ги сечеме на половина. Начинијата за сервирање го сервираме сосот од тавата за пржење. Врз сосот ги ставаме половинките телешки ролати. Украсуваме со лист црвена марула, гранчиња копар и 4 шери домати.
Za podgotovka na ova jadenje nam ni bea potrebni 70 minuti. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Cabernet Sauvignon со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени.